Добри дојде во студио за моите гости Исмет Рамадани, политички аналитичар и надворешен соработник на премиерот Заев во областа на НАТО, на евроатлантските интеграции, Петар Арсовски, пиар експерт. И сега после првиот круг одиме веднаш во вториот круг, кои се шансите, но всушност најинтересната битка се води во албанскиот политички блок. Алијанса и БЕСА прават коалиција, ДУИ ДПА исто така има некакви најави, ако ДПА не е толку моćна, може со вас, господине Рамадани. Како ги гледате без разлика преместувањата? што во првиот круг скоро во сите општини, односно локални самоуправи, водат кандидатите на ДУИ. После ова коалиција која се случи помеѓу движењето БЕСА и Алијансата на албанците, веќе се менуваат работите, односно постои реална шанса одредени општини да се добијат, односно да се победи во тие општини и од страна Зависно од договорот. Зависи која и од општина би била... договорот и која е општина и Да. зависи од предноста на кандидатот на ДУИ. Да. ДУИ се реинкарнираше на овие Во избори. урбаните Да. средини, во Чаир е тесно и може, мислам, да се промени. Јако нема да биде лесно, затоа што и ДУИ има добар адут, има добар кандидат, но мораме да признаеме дека не се почнува сега во вториот круг од таа бројка каде што застана, не? Да. Мора да се почне од Сега нула. нови математики се прават. Нови Да. математики, пак од нула, треба да се мотивираат по втор пат граѓаните, што малку е потешко да излезат на гласање. Посебно потешко се мотивираат тие кои во првиот круг не гласале за овие, за едниот или за другиот кандидат. Добро. И сега нека продолжи Арсовски, ве молам, каде одат ВМРО-вските гласови? Тоа е интересно. Тоа е прашање за $1.000.000 во моментот. Особено во Чаир, например, ВМРО има значителен број гласови кои може да го одредат победникот во вториот круг. Мислам дека се уште албанските партии ги третираат ВМРО-ДПМН како политички лепрозни. Не сум сигурен дека им е добредојдена помошта која ВМРО-ДПМН може да им ја испорача дури и по цена на победа, бидејќи во моментот тие се во една дупка која само ќе се зголемува. Поинтересна е шизофренијата која ќе се јави кај СДСМ, бидејќи во голем дел од општините се надпреваруваат една или повеќе партии со кои се тие во коалиција. И поддршката за едната или за другата неминовно значи антагонизам кон другата. Не верувам дека ќе дојде до распад на коалицијата, мислам дека интересите за учество во владата се малку повисоки од локалните избори. Не се само политичка калкулација, туку и некакви реформски приоритети, но ќе биде интересно да се разгледува динамиката која ќе се појави во владата после тоа. Така што ова ги вплеткува македонските партии во изборите во овие албански општини, затоа се толку интересни и ќе видиме како ќе изгледа политичкото милје после вториот круг, бидејќи тогаш ќе се природно се групираат села и БЕСА, ДПА и ДУИ. Тоа се де факто новите против старите, ќе видиме кој ветер ќе победи. Добро, а околу македонската борба, ВМРО и СДСМ, какви се вашите предвидувања? Можно ли е онаму каде што СДСМ водеше да биде тоа голема победа и во вториот круг? Да. Да? Да. Немате дилеми? Затоа што самата победа во првиот круг веќе што велиме ние по дефолт. Затоа што дефинитивно гласачите на ВМРО ДПМН не се веќе мотивирани. Нема клиентелизам повеќе, на тоа мислите? И ако нема клиентелизам, во ВМРО ДПМН тогаш нема и гласа, затоа што така беа врзани сите Исто заплашувања и уцени, притисоци. Се виде, мислам, дури е изненадувачки тоа што се случува во некои градови каде што мислевме дека апсолутно нема шанси, дури Прилеп, например, беше изненадување. Прилеп беше изненадување, Вевчани беше изненадување, СДСМ никогаш во историја немал. Кратово. Да. Добро, Кратово може би да. Тоа е некаков договор игра на Дзинго во врска со Сител телевизија и мислам дека резултатите можните кривични пријави кои би можело да следуваат, па некаков пазар.
резултатите на локалните избори се експоненцијално зголемување на трендот кој знаевме дека постои. Ние знаевме дека постои тренд за поддршка на СДСМ и тренд против ВМРО-ДПМНЕ. Да. Висината на тој тренд не изненади, мислам дека ги изненади и СДСМ, имајќи ги предвид нивните реакции. Мислам дека голем дел од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ очигледно дека биле врзани на некаков авторитарен или клиентелистички начин. И тоа говори воопшто за квалитетот на гласачкото тело во Македонија, бидејќи овие 120.000 гласачи кои сега не гласале, го напуштиле ВМРО-ДПМНЕ, не дознале ништо ново од 2014 навака. Единствено ВМРО-ДПМНЕ паднало од власт. Значи ете колку се авторитарни македонските гласачи. Тоа се првите гласачи кои ќе направат притисок кон Заев, односно ќе се обидат да се приклонат кон новата ситуација, така што Заев нови клиенти навестувате? Нов клиентелизам, притисок за нов клиентелизам секако ќе постои. Кон Заев, таков не е електоратот. И тоа е неизбежно. И тоа е партизирана држава која Така е. И сега ние треба да го убедиме Заев дека наместо да седне на заграното машиноводско столче, треба да ја размонтира и локомотивата, и возот, и шините и да направи нови кај што он ќе биде само кондуктор. Тешко ќе биде тоа да се убеди. Така што интересно е да се разгледува како ќе се развива таа динамика понатака. Да. Сакавте нешто да дадете? Како најголемо изненадување е тоа што имаше перцепција, односно мислење дека тешко може да се демонтира режимот, не само режимот, и гласачите, односно таа клиентела која беше врзана во ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека прилично лесно се распадна на овие избори. Мислам на изборите, иако со години тоа и како да се добива чувство како едва и чекали одредени гласачи нивни да се ослободат и од првиот, односно таа структура раководна на ВМРО-ДПМНЕ. Добро, ама оптимизмот за победа и демонтажа на ВМРО-ДПМНЕ е демонтирано од последната одлука на кривичниот суд со отфрлање на бомбите на 6 случаи. Тоа ќе нема да оди толку лесно. Да знае, ВМРО-ДПМНЕ имаше во претходниот систем метастазирано во сите пори на општеството. И тоа лечење нема да оди воопшто лесно. Не само тоа, туку притисокот кон судиите кои ги отфрлиле бомбите сега ќе биде многу пати зголемен, бидејќи друга заштита ВМРО-ДПМНЕ нема во моментот. Ама и самоодбрана има таму. Така, има и самоодбрана, бидејќи тие биле вклучени во голем дел од макинациите, се согласно. Кривични пријави за нив. И треба да постојат кривични пријави за судии, бидејќи се тие браната на правдата. Ако тие злоупотребуваат правдата, тие мора први да се соочат со неа. Така што нема да оди тоа брзо, меѓутоа мислам дека ќе забрза како што ќе поминува времето. Например, пресврт е апсењето на Којевски и Бошковски во Солун. Тоа ќе отвори една лавина на ситуации. Пресврт е пробивот на СЈО, така е во случајот Панчевски. Тоа е пресврт и мислам дека таму ќе се забрзува. Дополнително имајте предвид дека поради поставеноста на електоратот Заев ќе добива дополнителен буст на рейтинг. Па и дополнителен притисок и преку ред да ги решава овие случаи. А ВМРО-ДПМНЕ дополнително ќе му паѓа рейтингот, бидејќи таква е во моментот, таков е трендот. Добро. Ќе се ослободат ли сметате пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, мислам во парламентот, дали ќе се ослободат, дали ќе почнат да го напуштаат тој брод заедно со останатите малцински пратеници? Ако имат веќе иронично звучи, има такви 10 пратенички групи, неколку. Добро, и 10 пратенички групи може да видат и 10 партии од ВМРО-ДПМНЕ. Да. Мислам дека ќе се ослободат. Јас верувам дека не сите, таму има јастреби нивни кои можеби но има и други кои полека ќе сватат дека биле на погрешен пат, верувале во погрешен човек. Ќе се обидат самите прво се спасат, па потоа најверојатно првата нивна поставка ќе бидат наводно како независни. Да. Ќе имаме многу независни пратеници сега. Како Чедор Мирзажевски. Очекувам дека ќе имаме голема група на независни пратеници таму. И тие полека ќе се приклонат кон одредена или реформска некоја, не знам што ќе се случи. Мислите што ќе се случи со ВМРО? Да. Добро. Мислам дека постои сериозен потенцијал, се согласувам таму да пребегаат неколку пратеници. Прво,
знаете дека таму од сите пратеници неколку, но не драматично. Не очекувам драматични пресврти таму. Мислам дека повеќе треба да се надеваме на пратеници кои не се директно од ВМРО ДПМН, туку од нивните коалициони партнери, Турци, Гром и така натаму и така натаму. Мислам дека се тие првите. Во основа дилемата позади ова прашање за мене е како да се зголеми стабилноста на владата на Заев во моментот, а при тоа да не значи нови предвремени парламентарни избори кои би ги блокирале реформите на 4 месеци и би ги уништиле де факто шансите во мај или во јуни за некаков пробив во евроатлантските интеграции. Како може единствен начин тоа да се направи е да пребегаат некои пратеници од ВМРО ДПМН. Најлесен таргет се пратениците кои не се директно по сокнишки на ВМРО ДПМН, да предпоставиме дека тие не потпишале меници како што се зборуваше дека потпишале претходните пратеници. Така што мислам дека ќе биде огромен притисокот фокусирано баш на тие и првите најави на тие потези веќе ги гледаме. Преминуваат во независни, мислам дека потоа лесно ќе передат како независни поддржувачи на владата, така што за стабилноста на владата во првиот период не сум се секирал. Сега само да додавам, на овие избори колку губи ВМРО ДПМН е феномен е тоа што ретко се случувало, јас не знам дека може вакво нешто да се случи, партија која има 51 пратеник да ги изгуби после 3-4 месеци со катастрофален пораз. Ајде околу реформаторите, какви се нивните шанси? Таму нема никоја истакната, фигура која знаеме одамна и тоа може би им ги намалува ли шансите или смитате дека тоа е всушност новата ера на која Груевски одеше, но не успеа се разбира? Па добро, ние тие реформатори во нивните редови ги гледаме и ги слушаме и дури нивните настапи лично многу ми се допаѓаат. Навистина знаат што барат, знаат да се наметнуваат и во однос на меѓународната заедница и во однос на албанците во овој случај, затоа што сепак голем хендикеп беше сега за ВМРО ДПМН. И во однос на кривичната одговорност. И кривичната одговорност. Се откажуваат од палатата на ВМРО ДПМН, она што го очекуваме од нив, но се сложувам со вашата констатација дека таму треба да има и некои, како би да кажам, позвучни имиња кои се наметнувале. Но низ годините не сме имале имења кои биле критичари, а млади луѓе во базата на ВМРО ДПМН. Може би позади нив стојат одредени луѓе во моментот, може и да ги видиме сега овие. Но не и врхушката, не мислите? Не, врхушката не. Врхушката апсолутно. Па кои останува таму тогаш во ВМРО ДПМН? Кои се тие истакнати представници? Па добро, имаше некои имиња кои во собранието со нивните настапи малку, мислам, се гледаше дека одскокнува. Добро. Мислам како има понекогаш сенс за разбирање и кон другите. Александар Николовски, може би мислите на него? Зашто на друго име не можам да се сетам. Интересни се реформаторите, се согласувам. Мислам дека сепак ние не сме ја виделе разврската во ВМРО ДПМН. Ако се следи праксата до сегашна, тие што се незадоволни од ВМРО ДПМН излегуваат, прават своја мала партија, таа вене и после прави коалиција со ВМРО ДПМН. Така се случи со ВМРО Народна, со ВМРО Вистинска, ВМРО 15 ВМРО искочија таму. Реформаторите представуваат еден нов политички наратив. И морам да признам дека се многу симпатични затоа што се автентични. И затоа што го представуваат ВМРО ДПМН онакво какво што би требало да биде во една демократска земја. Нивните ставови не можеме да им најдеме никаква забелешка. Се тоа што го зборат пие вода. Велат, да, ние сме патриоти, но тоа не значи дека треба да бидеме скарани со меѓународната заедница. Ниту националисти значи. Да, ние си ја сакаме државата, тоа не значи дека треба да бидеме скарани со албанците и така натаму. Представуваат еден автентичен наратив за реформа во ВМРО ДПМН, а при тоа во моментот не бараат функции, не сакаат да направат своја партија и цело време настапуваат под знамето на ВМРО ДПМН. Тешко е да ги нападнеш, мислам дека ќе видат сериозен чип на масата кога ќе се расчистува судбината на ВМРО ДПМН, но имајте предвид дека тука е колегата во право,
тешкашите во ВМРО-ДПМН се уште не го ставиле својот влог на масата кој ќе се парче китот. Што представува ВМРО-ДПМН? Таа борба кога ќе дојде, допрво ќе видиме како реформаторите. На кои тешкаши сега мислите? Мислам на Антонио Милошовски, мислам на Илија Димовски, мислам на Никола Поповски, мислам на Никола Тодоров, помеѓу другото и така натаму. Ние не знаеме која карта ќе изигра Груевски, може да се појави некој условно речено бройлер, кој тој ќе го промовира. Христијан Мицковски влегува во тие комбинации. Релативно брзо Никола Груевски во последните неколку години ги потроши новите дечки. Негов човек нема да помине. Исто така мислам дека тој што Никола Груевски ќе го поддржи, де факто ќе му направи хендикеп. И затоа реформаторите имаат предност, се согласувам, меѓутоа релативно доста луѓе потроши. Никола Груевски, бидејќи толку брзо има темпо на промени во ВМРО-ДПМН што стана предност да немаш портфолио. Мислам дека овие паметни тешкаши впечаток, овие реформаторите многу јасни се, искрени и оригинални се во тоа што би требало да биде една десна конзервативна политичка партија. Знаете што, извинете што ви прекинав, тоа што нас ни се допаѓаат реформаторите, најверојатно значи дека на голем дел од членството на ВМРО-ДПМН не му се допаѓаат. Точно. Бидејќи ние имаме сосема различен политички вкус од гласачите на ВМРО-ДПМН. Членството на ВМРО се сврте против ВМРО-ДПМН на овие локални. Така е, овие 120.000 гласови. И можеби тие тешкаши кои ние ги замислуваме всушност се веќе судбината на Груевски можеби ќе ја следат на помал или поголем начин. Мислам со судски процеси. Всушност апсењето на двајцата бегалци од Солун може да биде пробив. Му ја детерминираат судбината всушност и на Груевски веројатно. Така е. Но имајте предвид дека тешкашите во ВМРО-ДПМН има други кои ние не ги знаеме, теренски шефови и така натаму и така. Интелектуалното крило би требало да биде всушност она одлучувачко. Така е. Уште не е изиграно. Во битката со реформаторите. А да не се изненадиме да не станат сојузници. Не се знае. Ние не сме го виделе уште расплетот. На кој мислиш што сојузници? Реформаторите и тешкашите. Што прави ако Антонио Милошовски например се спои со реформаторите и ги поддржи? Ние не знаеме, не сме го виделе расплетот. Дали реформаторите ќе се согласат на таква поддршка е прашање. Имено, од $1.000.000. Дали кои компромиси се тие, кои компромиси во политичкиот наратив се тие подготвени да ги направат за да ја остварат својата цел, не знаеме. Предмногу долго е Антонио Милошовски на политичката сцена. Не тој од времето на Груевски има баласт, баласт огромен и товар од претходно. Тој национализам и во врска со албанците, и Грција. И во рамките на меѓународната заедница тешко може да се пробие. Во моментот реформаторите можат да ја освојат власта во ВМРО-ДПМН само преку револуција. Таа партија е така устроена, не знам дали сте го читале статутот. Председателот на партијата ги расформира сите органи и само одлучува кога сака. Сега веќе не е устроена. Значи, тоа е прво. Второ, нормален пат да се преземе раководството на ВМРО-ДПМН преку конгрес. Делегатите во моментот се старите делегати кои ги избрал Никола Груевски. Значи таму овие тешкаши за кои изборуваме сепак контролираат некакви групи. Мислиш тие делегати уште ќе веруваат на Никола? Знаете како тие по правило ако се следи логиката на партиите, делегатите се бират по лојалност, а не по капацитет. Така го прават сите партии. И нема да сакаат да се спасат. Не знаеме. Единствен начин да се направи да тонат со Груевски. Можно е. Логика. Можно е. Не знаеме. А прашањето за револуција кој го спомнувате? Прашањето за револуција значи нова конвенција на партијата, нов статут, темелни реформи, нови делегати и така натаму. За тоа сепак е потребна посериозна реформа. Не сум сигурен дека тоа може да се направи без овие позадински фигури кои треба да одлучат дека ќе пуштат нов ветер во ВМРО. Во тоа време бев пратеник и се сеќавам кога се водеше битката помеѓу Љупче Георгиевски и Никола Груевски. Помина еден временски период и да се прекршуваат и пратениците. И имаше некои многу покасно се вклучија кон Никола Груевски како председател. Остана една група поголема уште со Љупче Георгиевски, така што вакво нешто слично очекувам да се случува и во пратеничката група. И тогаш каде ќе превагнува пратеничката група, односно поголемиот број на пратеници, мислам дека и партијата ќе
за партијата ќе одлучуваат пак. А каде е тука Груевски во целата приказна? Мислам Тој ќе ја чека добрата волја на СДСМ, на ВМРО, на реформистите? Мислам дека тој е сега во фаза на порекнување. Мислам дека неговата судбина е релативно детерминирана. Тој нема иднина политичка никаква во Македонија. А во моментот можеби знае, можеби не знае, не може да преживеат на политичката сцена и Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Еден од тие двајца може да преживее, тој нека избере кој. Ако сака да преживее тој, тоа значи смрт за ВМРО ДПМН. Ако сака да преживее ВМРО ДПМН, тоа значи политичка смрт. Се грижи за ВМРО ДПМН многу. Не, можеби во тие дискусии претпоставувам дека некој може ќе го. Но сето ова ако ги земаме во предвид и овие процеси судски апсења и понатаму. Затоа што како што продолжуваат и се склучуваат апсење, ВМРО само тоне, мислам. Во последно време, колку мина, 10 мина, само 20 и... Да, и можда е Груевски да не биде веќе господар на сопствената политичка судбина. Да. И сите тие веќе од наредниот ден, кога ќе одат во шутка, тие се противници. Да. Ама тие ако се сами во затвор, не значи дека немат луѓе надвор. И таа комуникација ќе продолжи. Така што, мислам дека готово е со Никола Груевски, само што нешто ние сме укажувале и порано дека погрешната политика, погрешен е начинот на владење, меѓутоа тоа веќе и внатре се... И уште нешто, јас мислам дека, знаете, малку премногу му го береме гајлето на ВМРО ДПМН. Сепак пред нас има нова влада, која е само што дојдена. Уште не ги загреале столчињата. Уште има пред нив многу реформски приоритети, кои можат да ја вратат Македонија како нормална држава и да ни отворат евроатлантски интеграции, или можат да не закопаат во некаква трајно жаречка криза. Мислам дека најголемиот фокус на притисокот треба да биде токму на новата влада која сега има поддршка, има сојузници, а ВМРО ДПМН, ако сака да преживее на политичката сцена, бујрум сите сигнали ги имаат дека треба да се реформира. Но тие преживуваат со доминацијата врз судството, што ја гледаме, тие се уште преживуваат и заради тоа е важна судбината и како ќе се расплетува. Да, само имаме една ситуација без вина на владата, односно на СДСМ како носечка партија. Еден од тие критериуми што се бара, да речеме, диалог помеѓу опозицијата и позицијата, сега е тешко за владата, односно СДСМ, да води некаков диалог, затоа што сега нема со кого. Апсолутно, да. Нема со кого. Се согласувам. Така, нужна е реформата на ВМРО ДПМН заради демократизација, за да може да се отворат тие... Па ќе дојдат проблеми кои се битни за државата, името утре и така натаму, со кого? И да се откажат од името ВМРО од ВМРО ДПМН, да остане само ДПМН, тоа се исто идеите. Да. Добро, јас благодарам што бевте. Благодарам на поканата.